Добар ден, драги дечиња! Добредојдовте на нашата новогодишна представа. Денес во нашата новогодишна представа ќе ве однесеме во една необична новогодишна авантура. Тоа е приказна за две сестрички, две чорапчиња и една голема празнична магија. Една зимска ноќ, додека снегот надвор тивко си паѓаше, во една детска соба се случуваше нешто многу интересно. Во таа детска соба си живееја две сестрички, Ива и Ева. Тие две сестрички беа полни со нови доживувања, ама беа многу различни. Едната сакаше многу тишина и ред, а другата сестричка си ја сакаше само забавата и гласната музика. Но вечерва во нивната соба нема да биде ништо обично, туку ќе се случува нешто многу интересно. А сега, дечиња, сакате ли да погледнеме што се случува во нивната соба? Да! Ајде сега да погледнеме што се случува. Да не се тушираш, да не си го миеш лицето и рацете и знаеш што? Најважно од тоа, да не си ги миеш твоите запаси
Запчиња, како да е тоа нешто многу важно. Сум морала секоја вечер да ги мијам запчињата. Голема работа било. Ева, Што? ако не ги миеш твоите запчиња, ќе ти се разипат. Ќе ти пожолтат, ќе ти станат црни, ќе ти паднат и ќе бидеш трба и сите ќе се смеат. Боже, Да. сите ќе ми се Па ќе смеат. ти се смеат, штрба ќе бидеш. Ева, моите запчиња се млечни запчиња. Ама и моите се Па млечни, секако ќе ми пак паднат. Зошто тогаш морам да ги мијам секоја вечер? Па после нив ќе ми пораснат нови Па запчиња. ќе ти пораснат. Тие запчиња, тогаш ќе си ги чувам, ќе си ги мијам. Ама знаеш што? Што? Па не морам ни тие да ги мијам. Леле, не Па мора да, да ги миеш. па знаеш ли зашто? Зашто? Па ќе си ставам порцелански заби. Порцелански заби Да, ставиш. да се погледам. Ау, колку би била убава јас со порцелански Леле, заби. Ева, много си замислуваш. Значи можеш сето тоа да ставиш потоа и порцелански заби. Но најдобро се е да си бидеш умно дете. Да си ги миеш запчињата секој вечер, за да не ти пожолтат и станат, да си ги средуваш лиштата. Види како ти е шкафчето. Да си го средиш шкафчето. Супер ми е шкафчето. Многу ти е супер. Да. Да, ајде добре, аз нема ти донесу пакет, зашто ти е такво пакетчето. И шкафчето. Да, Ива, молам. знаеш што? Не знам дали да ти кажам или да не ти кажувам, ама знаеш ме познаваш. Мене тие работи не ме интересираат. Јас кога ќе пораснам голема, ќе бидам богата Леле, и богата. позната личност. Да. Позната Па ги знаеш. сето тоа за мене ќе го работат други Леле, луѓе. леле, Да. Ева, Ќе ми ја многу чистат ги знаеш. собата, ќе ми го средуваат креветот, а лиштата, играчките, па ќе ми ја чешлаат косата и забите ќе ми ги мијат. Да. Леле, Ева, јас не можам да те замислам. Ти како да не си моја сестра. А знаеш што? Воопшто не сме исти. Истото и јас го помислив дека ти можеби не си моја сестра. Да, јас не сум твоја сестра. Да, па ти си едно досадно и ликаво девојче. Леле, а ти си Да. културна, сум те видела како си го чепкаш носот. Па што ако си го чекам? Па јас те видов ти како растури сок во кујната на порочките. Да. Јас те видела под креветот како стави рашвака залепи, да. Еве, тука е. А тогаш па јас те видов како скрши една чаша. Скршила Да, чаша. и сега ќе те Не. кажам на мама да знаеш. Ма не, вистина не сум скршила чаша. Вистина Не сум те скршила видов. чаша, да. Вистина е вистина. Скршила чаша. Што правиш? Дај ми ја играчката. Не ти ја давам. Дај ми ја играчката кога ти велам. Не ти ја давам. Пушти ми ја играчката е моја. Пушти ми ја. Леле, што направиш? Што, јас те видам. На мојата кукричка ја искина целата коса. Кој ми ја сруши куќата од коцки што си ја има влеста? Па, така да си знаеш. ме боли. Срам да ти е. Што? Чорапот! Ми го зела мојот чорап, новогодишниот чорап. Леле, врати ми го чорап. Тоа е мојот чорап. На мојата десна нога е тој чорап. Врати ми го веднаш чорапот. Не е вистина. Сега јас гледам и го нема левиот чорап, а левиот чорап еве токму кај тебе. Мојот десен чорап еве го овде, а левиот ми го нема. Леле, ето ми го врати. Дај ми го чорапот кога ти Не ти го давам, дај ми го вистина. Дај ми го чорапот. Не ти го давам, Дај ми го. не ти го давам. Ако ти е, Што се случува овде? Што се случува? Пак ли се карате? Знаете ли вие колку е часот? колку е? 9 во 9. Да. 9 одамна помина. Веќе е полноќа, вие за чорапи се карате. Што е? Направи Ева. Што ти направи? Ногата. Ми гризне сега многу ме боли, мамо. Како Многу ме мислиш боли. да гризна? Ама Па не, сестра ти не е волкот од Е, приказната за не, ама Црвенка, види па? колка ви заби има. На вистина ја гризна, зошто ја гризна? Па ако сум ја гризнала, не сум ја изела. Не ме И изела, знаеш не зашто ме ја гризнав, Зашто мамо? ја гризна? Ете ми го украла, левиот чорап ми го украла, десниот чорап ми го украла, а на незината лева нога е врати ми го чорапот. Срамота да се Лаже, расправате мамо, за мојот чорапи. Лаже. Срамота. Да.
Да ми го вратиш чорапот. Знаете што мислам јас? Да ми го вратиш чорапот. Јас мислам дека вие не спиете. Што? Вие не спиете, што е? Ме боли. Што ти боли? Ме боли. Ја болело стомакот пак сега. Еве ми се гади. Знаеш зашто? Зашто ти се гади сега? Што е? Боли? Затоа што ја гризнав таа нејзина смрдлива нога, што мирисе на кисела зелка. Не е била нога ми мирисала на кисела зелка, како не ти срам да го Добро, знаеш што е? Мојата нога не мирисе на кисела зелка. Знаеш зашто не мирисе на кисела зелка? Затоа што јас Што? умно девојче. Се бањам и туширам секоја Си вечер. мислиш, се Да, бањаш, и да. моите нозе не мирисаат на кисела зелка никако. Да ми го вратиш И чорапот. си ја чешувам мојата косичка, Ти се не го помија, вратиш и чорапот. рачината се мачкам со клевичка уште ли за ти се лице, карате? за Добро, раце. И добро, знаеш Ива, што? борете. Правам нешто што ти никогаш не правиш, ги мијам за пчињата. Добро, тишинско. Знаете Сега сега? сте. Добро Ива, борете. Знаете што мислам јас? Што? Јас мислам дека вие не спиете затоа што мислите дека нова година ќе дојде оваа вечер. Леле, Нова па ние година. заборавивме на нова година, ме на вистина. Да. Ќе дојде. Ама, знаете што? Што? Нова година можеби нема да дојде. Ниту Дедо Мраз, знаете ли зашто? Зашто? Кај такви деца како вие две, што се караат, расправаат и не ги слушаат мама и тато, Дедо Мраз нема да дојде. Леле, на Да, вистина? ниту пак нова година ќе дојде. Знаете што се случило еднаш во Кина? Што? Нова година дошла дури на 1 септември. Леле, на 1 Да, септември да, дошла. да. А мамо, на вистина кога ќе дојде нова година? И мамо, како ние ги познаеме дека ете дошла новата година, што ќе Ќе знаеме? познаете во пакетчињата поделката. Ако сте умни, ако сте умни, ако не се расправате, Дедо Мраз ќе ви остави пакетчињата под вашата елка. И така ќе знаете дека новата година дошла. Да, ама кај такви деца што се расправаат, се караат и не ги слушаат мама и тато, може би нема да дојде. Затоа не се карате повеќе. Договорено? Договорено. Така, мамо, разбравме ние сега се што ни кажа ти и ајде сега излези од нашата соба, ние мораме да спиеме. Добро, ама прво да ми ветите. Што да Нема ветиме? повеќе да се карат. Добро, нема. Ветувате? Да, Ајде, добро, Ајде, мојчиња. добро, спиеме со много убави работи. Ева ти кажав ја, дека треба да се спие секоја вечер, да се распиеме и да бидеш Добро, умна. Ива. Добра, да Ајде, не тогаш одиме да одиме Ајде, да да одиме спиеме. да спиеме. Ајде. Ива, каде се твоите чорапи? Чорапи, Ива, да, твоите чорапи. чорапи. Какви чорапи? Чорапи? Мислиш на моите новогодишни бабите чорапи? Да, да. Епа, види, еве го мојот левиот чорап, а еве го и мојот лев. Го нема левиот чорап. Каде? А знаеш ли каде е мојот лев чорап? Каде? Кај мојата сестра Ева, сега кидам да ја оскубам таа нејзина никаква коса, сега ќе ви Ива, Мола? не смееш да се караш и да се тепаш со сестра. Ау! Дечиња! Па, кој е ова? Знам кој си! Ти си Дедо Мраз! Ева! Разбуди се, Ева ни дошол Дедо Мраз! Дедо Мраз ни дошол, Еленко! Зарем јас ти личам на Дедо Мраз? Не знам. Ми личиш на некој дедо, но не знам на кој дедо ми личиш. На некој дедо. Ив, Мал. па ова е Дедо Медо. Дедо Да, Медо. да. Па ова е мојот пријател. Па од нашата планина Голат? Да.
пакетчињата? Да. Пакетчиња. Какви пакетчиња? Какви пакетчиња? Па новогодишни. Па новогодишни? Пакетчиња. Да. Какви пакетчиња? Или дечка? А јас не носам пакетчиња, туку Дедо Мраз. Ева, ти си ги збркала работите. Дедо Мега не носи пакетчиња, туку Дедо Мраз носи пакетчиња. О, на вистина! Добро добраш, Дедо Медо. Дали може би случајно во шумата го сретна Дедо Мраз? Да? Дедо Мраз? Да. Не, мили дечиња. И јас го барам Дедо Мраз. Бараш? Да. И ние го бараме. Треба да ми донесе уште малку грзно, бидејќи сум стар. Си знаеш. Истина си стар. Да, си стар. А мене многу ми студи. Го барам долго време. Но знаете, тој уште не е дошол од Лапонија. Од Лапонија. Да. Това е многу Много е далеко тоа, нам треба време. Дедо Мраз. И ние го чекаме да дойде. Да. Знаеш што да му кажеш, ако видиш дека јас и мојата една сестра Ева бевме многу умни, да се караме, многу умни, си спиевме, си миевме, забавно многу умни бевме. И да, и нека дојде кај нас да ни донесе пакетчиња. Слушна ли Дедо Мраз? Да, Дедо да, Медо? Добро, дечиња, во ред. Сега јас море да одам да го барам Дедо Мраз. Ако го сретнам во шумата, ќе му кажам да дојде и кај Нема нас. да го кажеш. Нема да заборавам. Доведете, дечиња. Довидување, Дедо Медо. Дедо Медо го видов. Ивичка. Ај мола, Величка. Знаеш, Дедо Мраз е мој пријател. Видов дека ти е пријател. Да, и тој ќе интевира. Зошто се смееш? Ке интевира. Па да, Леле ке интевира. па да. Ева не се кажува интевира. Е, како се кажува? Како се кажува интервенира. Како кажи уште? Интервенира. Интервира. Интервира. Интервенира. Интервира. Интервира. Добро, не е битно. Значи, Дедо Мраз на мене ќе го донесе по големото пакетче. Не, слушам. Ева, не е битно кој на кого е пријател, туку кој е помно детенце како мене. Ау, било полно од да. мен. Па ти си многу паметна, но? Случајно да не јадеш песок од плажата, па си толку паметна. А ти случайно да не пиеш вода од соленото море, па си толку храбра и вредна. Аби ти си крадливка на чорапи, бе. Не, Врати ми го чорапот, го ти реков. Значи ти си крадливка на мојот лев чорап, не ти го вратам. Врати ми го чорапот. Не ти го враќам. Знаеш што да ме оставиш? Ќе одам да спијам. Слушна мама што кажа. Треба да се наспиеме и Дедо Мраз да дојде. И јас пошто сум полна и ќе идам да си легнам. Каде да спием, каде да ме видиш, каде да спием. Само кокошките си легнуваат толку рано како неа. Уф, леле. Сега ја што да правам сама? Морам и јас да одам да спијам. На левата нога ми е левиот чорап, а на па на десната нога чорапот е кај мојата сестра и сега ќе ги скршам. Бели глави. Немој, Ева. Вие треба да се сакате, не да се карате. Леля, па ти си смешен. А кој си ти? Кој си ти? Ми текна. Ти си сигурно Дедо Мраз? Да. Дедо Мраз, ти се маскираш во зајат? Дојди Дедо Мраз, дојди да ти ги видам ушињата. Помаш! Дојди Дедо Помаш! Мраз.
И... Зајко! Безопавче! Кој ти го направи тоа, зајко? Кој? Дедо Мраз! Каде ти е опавчето? Ти го нема, ловецот ти го скинал. Не. Деца, леле, што ќе правам сега јас, па оваа моја сестра веќе не знае што прави. Ева. Деца, замислете, зајко да беше Дедо Мраз, сите, ама сите пакетчиња ќе беа моркови и зелки. Јас сум вистински заед. Тргнав да го барам Дедо Мраз, бидејќи се наближува новата година. А тој се уште го нема со пакетчињето, па многу се загрижи. Сакав да му порачам морков и зелка, но сега морам да му порачам ново опавче. Не плачи, зајко, мили драг. Јас ти направам ново опавче. Па јас за тоа сум вистински експерт. Ќе добиеш ново опавче во убаво новогодишно пакетче. Јас! Леле, Ива! Абе, јас мислев дека ова е Дедо Мраз. Ау! Абе, ова е бил некој глупав зајко што залутал во шумата. Не е глупав. Леле, добро, зајко, јас на вистина се извинувам. Дојди да те гурам. Бред, не ми се приближувај. Си одам јас. Што подалеку од овде. Но ако први го видите Дедо Мраз, кажете му дека ќе бидам за седмото риче за ливадата. Добро, ајде. Кажеме, ако го сретнеш ти порано од нас, па можеш да му кажеш дека ние го бараме. Среќно скокање, зајко! Среќно скокање, зајко! Дојде ми Леле, Ева, како можеше да го направиш тоа на зајко? Како можеше да му го скинеш опашот? Ева, знаеш што сега ќе се случи? Што? Сега зајко му го сретне Дедо Мраз пред нас, ќе му каже дека си лоша, дека си му го скинала опашот и ти нема да добиеш пакетче, да знаеш, да? Ива, Молам. сега ме наути. Зошто те научи? Сето ова ти си го измислила. Ти го измислила, дечињата дека му го скина опашот на зајко. Ти сакаш да направиш Дедо Мраз само на тебе да донесе пакетче, а на мене да не донесе. Не може така. Не може така, знаеш што? Сега се многу се наудив и знаеш што? Ќе одам да спијам. Немој да си ме будела. Не ме интересира ниту Нова година, ниту Дедо Мраз. И онака оваа година не ми беше убава. Одам да спијам. Оди спи, ја одам да спијам. Не ме интересира ниту Нова година, ниту Дедо Мраз, дрен. А сега и си на мене приспа. И јас ќе одам да спијам, Дедо Мраз, да ми го донесе неговото пакетче. Леле, какви деца! Па како можеа тоа да ми го кажат? Јас не сум толку стара. Колку време само помина во салон за убавина. Ми ја разубавија косата, лицето. Што уште сакаат? Леле Медо, леле Лиске, тоа сигурно е старата година. Хајде да видиме што кажува, што зборува. Здраво, годино стара. Зошто си тажна? Што ти се случило? Одам по куќите, кај децата, кај луѓето, да се поздравам, бидејќи уште малку си заминува. Но кај едни деца што отидов, толку многу ме натажија, што не знам што да кажам. Леле Лиске, леле Медо, ова сигурно била кај Ива и Ева. Кај Ива и Ева ли беше стара година? Да, знаеха се викаат. Зари вие ги познавате? Како
не ги поставаме. Откај нив сега доаѓа? Погледни стара година. Па една до нив и опашот ми го скина. Зајко, толку многу ми е жал што ти се случило тоа со кавчето. А знаеш што? За мене ми кажа многу лоши работи. Сум била стара и лоша година во која нешто интересно не им се случувало. Не грижи се, стара година. Ти со нас лошо се однесуваш. А знаеш што? Дедо Мраз рече на оние дечиња што се карат, не ги слушаат родителите, баби, дедовци, учителки. Нема да им донесе памет. Да, точно. И покрај тоа, за нив има само едно пакече. Послушнав, како и кажа на баба Мразица. Леле, ама јас не сакам да биде така, па јас сакам да бидам добра година. Ајде некако да им помогнеме на Ева и на Ива. Како и зошто да им помогнеме на Ева и на Ива, кога тие толку многу лошо се однесуваат со нас? Не може. Се сети. Ајде да ги прашаме децата. Навистина ме. Ајде ти прашај ги децата да видиме што ќе ни кажат тие. Така. Дечиња, дедо Мраз ни рече дека ќе донесе само едно пакече. Што мислите вие? На кого да го даде пакетчето? На Ива или на Ева? На Ива! И на Ива. Повторно имаме проблем. Едни кажуваат за Ива, други кажуваат за Ева. Имам идеја. Ајде да организираме надпревар во пеење. Која од нив две ќе испее убаво една новогодишна песна, таа ќе го добие пакетчето. Може, а потоа ќе му се јавиме на дедо Мраз и ќе му кажеме кој е победникот. Така. Може? Ајде сега да одиме и да видиме дали се уште спија. Ајде. Добро утро, смрдливке! Добро утро, кокошко скубана. Кокошко скубана, слушай да ти кажам. Цела вечер не можев да спијам, бидејќи ми беше ладно. А ми беше ладно затоа што си го земела мојот човек. Да, и не можев да спијам. И се што сонував некој си зајко, некој си медо, некоја лиска, се сонував. Што се случува? Па вие... Тие ли бе? Па тие беа, оди во мојот сон. Па не можам, страх ми е. Не плашете се. Приближете се. Ние сме вашите пријатели. Пријатели сте? Да, навистина. Пријатели биле. Пријатели? Добро. А дали некаде го сретнавте дедо Мраз? Да, Кој го бара дедо Мраз? Јас, сестра, да. Јас го сретнав дедо Мраз. Ви кажа нешто? Да. Што му рече? Дедо Мраз рече, освен што треба да бидете умни и да не се карате, да организираме надпревар во пење. Во пење? Да. Кој од вас две ќе испее поубаво една новогодишна песна, таа ќе го добие пакетчето. Со Ева да се надпреварува? Да. Да, не знае да пее, да само вреска. Боже. Знае, да. Па не знае ни да зборува, не да пее. Тишина, тишина. Чакаме песни, а не караници. Песните се за радост и за смеја
се расправавте дечиња. Ајде да почнеме. Почекајте. Ајде. Почекај, Медо. Ама кој ќе одлучи кој ќе биде победникот во надпреварот? Дечињата ќе ни кажат кој девојче поубаво пее. Дечиња, дали ќе сакате да ни помогнете вие? Да, секако. Почнуваме. Прва ќе пее Ива. Повели. Слушај сега. Медо, мене овие две песни некако ми се слични. И мене ми беа сладки и двете да ви кажам. навистина ли скиза? Но ајде да ги прашаме деца. Тие да кажат. Дечиња, кој мисли дека Ева подобро испеа, нека крене рака. 36. Добро. А сега, кој мисли дека Ива подобро испеа, нека крене рака. Не решено. Не решено. А што ти ме кажеме да не мене не ми се допре. Која си ти? Таа е мојата следбеничка, мили деца. Значи, навистина дојде ред јас да си заминам. Не биди тажна, стара годино. Јас многу луѓе и деца сретнав и сите ми кажаа многу убави работи за тебе. Не биди тажна. И знаеш што? Ме научија и многу работи за мојата нова улога. Па еве сега и јас дојдов на ред. Многу ми е мило што ти кажале убави работи за мене. Сега се сеќавам како беше кога јас бев новата година. Колку бев убава, дотерана, прекрасна. Но да не зборувам многу јас. Сега ја имате новата година и ве оставам со неа. Збогум, пријатели, збогум, дечиња мили, си заминувам со последните сили. А сега добар ден и од мене. И добро ви дојдов. Јас најпрво ќе ви кажам што ве очекува во следните 12 месеци. Да, ќе биде малку студено, па топло, па сонце, па ветер. Ау, па некој ми ги измешал плановите. Дечиња, знаете ли, па овој фустан јас си го купив од бутикот Снегулки. Нова година доста зборуваше, па не можам веќе да те слушам. Ама мене не ме интересира за твојот фустан, па ме интересира кога ќе дојде Дедо Мраз. Па јас навистина заборави. Па мене Дедо Мраз ме испрати. Да, ме испрати да видам дали се уште се карате. Ама зошто се карате? Ама не треба да се карате. Lele,
Капа црвена, кова зароки, за умни дечиња, бели дечиња, умни топчиња, отски овчиња, сите гласно пеате и радосно се смеат. Звончиња, звончиња, звонат до вас, еве дојде домраз, доаѓа кај нас. Звончиња, звончиња, звонат до вас, еве дојде домраз, доаѓа кај нас. Звончиња, звончиња, звонат до вас, еве дојде домраз, доаѓа кај нас. Звончиња, звончиња, звонат до вас, еве дојде домраз, доаѓа кај нас. Дали сте добри? Ќе ве замола, мили мои дечиња, дека секако носам пакетчиња, но како мислите да добиете пакетчиња кога постојано се карате? Пакетчиња прво ќе добие Зајко, Дедо Медо, Кума Лиса. Каде си ти? Ги нема? Зајко! Добро ни дојде, Дедо Мраз. Добро ме најдов, пријатели мои. Дедо Медо, дојди да видиш што ти носам за нова година. Едно меко крзло, за да не те биде ладно зимата. Ти благодарам, Дедо Мраз, ти благодарам. Зајче, а за тебе толку ми е жал што ти се случи сево ово со башката. Ти носам и ново опавче. А ти носам и нешто друго во мојата торба. Зелка. Благодарам многу, Дедо Мраз. Спаси од голем срам да скокам без опавче. Кумалиске, и за тебе имам подарок. Леле, Дедо Мраз. Мало А вие две убави девојчиња, секако дека ќе добиете пакетчиња. Но сакам прво нешто пред овие дечиња да ми ветите. Дека никогаш повеќе нема да се карате. Ќе си играте заедно, ќе се слушате како вистински сестри. Но ќе ги слушате и вашите баби и дедовци, родители и воспитувачки негователи. Ветувате? Ветуваме. Иде, чеке за тебе да ви. О, еви ти го Но, знаете ли што? Најубави се вашите насмевки. Вашата слога. Вашето разбирање. Вашата сестринска љубов. Треба да се сакате, да знаете. Извини, сестричке. Ајде нова година, Дедо Медо, Кумалиске, Зајко. Ајде да отидеме и во други градинки и други браќа и сестри, да смириме, да поделиме уште многу пакетчиња. А до година повторно ќе дојдеме, договорено? Да! Ајде, довидување! Оди, Дедо Мраз, оди, дојдем и јас уште малку. Дојди вака, тука да ве видам вас двете. До година. Не сакам да има никакви крачи. Никако
Сакам да бидете добри и умни и паметни девојчи. И среќни и насмејани. Да. Пушнете се, до гледање. Но ви сте не се убавичаат. Погледнете, Домраз ни ги донесе. За нова Леле, убаво. Да. Сега и двете имате и лев и 10 новогодишен чорап. Знаете што? Домраз ви го донел највредниот подарок за оваа година, а тоа е вашата слога. Најважно е да не се карате. Вамото пакетче што сте го добиле е љубовта. Дојдете ваму да ве пуштам. Мили мои девојчиња, среќна нова година. Barem jedan dedom mraz, pa so sam kada mi dojdam me ljubav. Znaš je vide genijalno, ako to vide stvarno. Si te želbi, će ti ispunat začan. Znaš je vide genijalno, ako to vide stvarno. Si te želbi, će ti ispunat začan. Da možem da se smetnika, svetna nežna kako dekana smeka. Malo nego da ti letneš i na dan kada mi svetneš. Onda jave, jer bi teko nam začas. Znaš će bile genijalno, ako to vide stvarno. Si te želbi, neki ispunat zavaz. Milion svetna neka gora, milioni finaloni skora. Će mine I sa nova ta što ide, jer javno tebi vide. Srećno da ide, milion svetla neka gora, milioni finaloni skora. I sa nova ta što ide, jer javno tebi vide. Srećno da ide, i sa nova ta što ide, jer javno tebi vide. Srećno da ide. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Milion svetla neka gora, a milioni finaloni skora. I sa nova ta što ide, jer javno tebi vide. Srećno da ide. I sa nova ta što ide, jer javno tebi vide. Srećno da ide. Srećno da ide. Srećna nova godina! Еве заврши новата се ближи новата година поточно, а заврши детската представа која вообичаено установата ја подготвува секоја година. Директорката ќе ни каже еве по кој мотив се работеше оваа представа и една честитка на сите дечиња родители. Со голема радост ви се обраќам на сите вас. После оваа прекрасна театарска представа, подготвена од стручниот тим и воспитувачите во нашата градинка, кои со својот труд и својата креативност секоја година на дечињата им подготвуваат вакви прекрасни мигови сполнети со смеа, радост и празнична магија. И секако се со една цел за нашите најмили. Во новата година ви посакуваме сите ние многу здравје, радост, спокој во вашите домови. Нека новата 26-та година ви донесе многу насмевки, успеси и заеднички моменти, а детските соништа секогаш нека ни бидат водилка за нашата работа и нашата иднина. Среќни новогодишни и божични празници. За Нова година. Среќни празници.